Од овошје лупено лупште не се гледа, овошките велат златни пари вреда. Во лупште се кријат убавини ретки, луѓето задобрени заслужуваат петки. Прекрасната песничка за селото Лупште во авторство на Саво Костадиновски. Дозволи да ја започнеме, подобро речено да го започнеме ово видување за ова месна заедница што и припаѓа на општина Македонски брод. Не случајно екипата на радио и телевизија Морис одлучи прво да и прииде на западната страна од селото, таму каде што всушност природата и не доликува. Не само што забележавме градини на некој начин на стрмната падина, а сепак добро одржани, што значи дека овде земјиштето ќе се цени на големо. Туку забележавме и неколку ново изградени објекти, што чиневме уште на самиот почеток ќе ви метнеме оптимизам, дека сепак овде се случува нешто значајно. И сами сте свесни дека всушност тој оптимизам може да биде само наметнат и лажен. Точно е викаат и има 2-3 обновени објекта во село Лупште, но тие доаѓаат само по 10 до 15 дена. Еве еден објект на ваш дека. Најголемиот сведок за нашата посета на селото Лупште ќе биде сепак камерата. Зашто луѓето како да не бе многу расположени за разговор. Председателот на местната заедница, господинот Цветановски Стојан, веднаш ни каже дека не сака да разговара со нас. Всушност, што би имал тој да каже за селото, а е председател на местната заедница. Не тврдиме дека немавме соговорници, во текот на емисијата ќе ги видите. Но ќе ги видите како преполовени, викаат од мака и од работа. Нас, господин Цветановски, здравствено солидно не изгледаше, а сепак не сакаше да знам. Пред Самоков се скршнува легло при селото Лупште. Обични макадамски пад после половина и повеќе час возење, без посебни проблеми, дојдовме до центар на селото. Како и доликува, веднаш се распрашавме кој живее во Лупште, колку семејства има и колку жители. АПЦ, како и од што живее. Од некогашните викаат 80 семејства, сега се само 5-16. И тоа, како што наложува поречкото правило, само по 23 старци во спомнатиот број на семејства. Селото Лупште од секогаш имало вода. Дури старите чешми кои што заслужено требаше да се отпратат во пензија, во мирување, го докажува тоа.
Селаните не паметат дека еден толков голем објект како што е водовод да биде изграден само за 3 часа, може да се случи само воопшто. Бившата Југословенска народна армија тоа го сторила само за еден ден. Од предпладнето до последпладнето, кога на селските чешми почнала да тече ладна, изворска и здрава вода за пиење. Всушност, бившата Југословенска народна армија како да била должна на ова села. 61-та година еден нивни припадник, инаку член на семејството Јовески, како војник, беше вратен во ковчег. Имајќи можеби намера, токму JNA да се одолжи на село, ако воопшто тоа може да се нарече за враќање на долгови, водоводот е изграден за 3 часа. Земајќи го во обзир нашиот начин на работење, сигурно е дека кадрите што следуваат е чисто проследување на селото кое во добар дел одвој се држи на своите темели. Во големата селска заедница, каде што имало 200 или 300, па може би и повеќе членови, се одело како во најдобар ред со селски закон. Кметот во поранешно време имал право дури и да го притвори оној кој што нема да се придржува према селските прописи. А ете сега нема ни организирана местна заедница. Тоа биле времена кога морало да се знае секој кај оди и што работи. Една полку средена управна селска власт воопшто не е виновна за големиот број на католици на кои не има. Животот овде бил многу мачен. Што ми рече баба Русанда, синко мој, јас зелје сум собирал по селските плотови за да им направам попара на моите деца, ако воопшто при тоа ни се нашло лед во раци. Костаното се изгледа е овде единствен начин да се заработи некој денар. Продавница нема. Не рачунајќи ја се разбира Самковската. Малите градинки каде што може скромно за едно семејство да се извлече малку пиперка, кромити кромпир во летните денови, не е доволно за да им обезбедиме сите семејства доволно храна текот зима. Како по правило, брашното за бела селска погача овде мора да се домасе, зашто не може да потока не.
Ние сакавме да го избегнуваме зборот пустош, но како забележувате, не е возможно. Поречката болест е незабирлива. Во моментов влегуваме во една напуштена куќа. По десната страна забележуваме каца или бачва или почва со огромни димензии, може би има повеќе од 300 литри, но празна на распаѓа. Замислете некогаш да била полна и со вино, малку ќе била за да ги подкрепи многобројните жители на селото воопште. Како по некое правило се интересиравме и за духовниот живот на селаните, а и за просветниот. Од овој вториот нема ништо веќе. За духовниот нешто подоцна. Само еден ученик, представник на Самокорското училиште, 14 годишната Бети, патува секој од воопште до Самокор. Сега и на кој прекрасна девојка. Едно е сигурно, казаните не само што постојат, туку и ден денес се одржуваат. Зирнавме воедно листите, подготвени и ако сте подготвени вие со комина, можете да испечете еден казан домашно. Не знам колку забележавте од десната страна се негуваше кренет, а што ви го следи за казанджијата, туку пробај па пробај и малку поможе. Еве огласната табла, каде што требаше местната дневница да ги положува своите резултати, но за жал празна е. И само неколку чекори напред старата училишна зграда. Мислевме дека ќе наидеме на некој спомени, училишни спомени или пак може би некоја детска машта. Всушност, во старата училишна зграда не можеше да се пријде. Дрвените скали што водеа према спратот беа сигнали. Послужиле може би за оград. Ово училиште многу порано си го добило катаницот, за да продолжат уште неколку ученици во соседната приватна куќа. Но нам не ни беше тешко преку високиот прозорец од радознавост сепак да тижнеме каде и каде по добар дел од времето поминале генерации и генерации. Евено што личи училиштето во ношто. Чувајќи се да не пропаднеме во долните простории, ни се причина дека во подсвеста слушаме детски жагор. Не била подсвест, навистина низ прозорецот. Слушнавме детска игра, но навистинска. А беше неколку момчина, користејќи го кошаркашкото училишно игралиште, дошле на рекреација. Еве видување на училишниот двор, се за воопштински прилики комфортни стадион. Наставувавме да замислиме на што би личило сето тоа
кога овие момчина што имаат кошарка ќе представува ученици, односно дел од ова зграда или објект разпаѓање. Уопште ја забележувате во комплетниот изглед на фабриката Сувенир. И се разбира прекрасен поглед према селото кој што далеко наговестува многу куќи и објекти, а Бога не има. За жал, само посматрајќи го од далечина. Но затоа, цел уопште духовните верности и ден денес се пренесуваат од колено на колено. Бевме прилика дури и да влеземе во црквата Свети Петар и Павле. Црквата Свети Петар и Павле не само што бива обновена во почетокот на овој век, таа грижливо се одржува и ден денес. Нешто подоцна ќе го забележите и смената на крстот на црквата, кога онај камениот заменет е со ново изглед крст во фабриката Сувенир. И воопште има вредни црковни книги што може да го потврдат пред спомнатото. И се варите вика дека љубоморни се нами и не ги дале да бидат однесени било каде на испитување под наводници. Забележувате обновена 1879 и 1890 година. Од оваа црква никогаш ништо не било изнесено како што тоа важело во годинатите што замина. Оснивајќи црковни општини, ако некому нешто му треба во облик на позајмица, другите цркви се празнали. Пример, раѓањето на Исус Христос, Христовото распетие, Христовото воскресение. По таа причина со право уопштани и денес се гордеа со својата црква. Еднаш од црквата Свети Петар и Павле на само 20 метри се најдува света вода, бунар наречена Света Недела, вика лековите. Не знаеја да ми кажат кога е бунарот заграден на објект на нени црквиш. Внатре има дори свечник и место да се остави понешто за здравје. Кога ние вративме, бунарот беше пресушен. Но викаат, доколку имате потреба од една таква вода, доволно е да ставите
со кофа вода, а при врачањето трајање минути света вода. Се разбира како и обично големи табови дрвја стари неколку векови знаат да станува збор за вакавско место. Од Стрецево па се до овде селаните носе и ризла и цимент за да го обноват селскиот трен. Овие плочишта ги гледате, до наскоро биле на црквата, сега е препокриен и заштитен. Ево го долу и камениот крст, кој што бил сигнал во се уште стои. Се разбира, инсистиравме да влеземе и во Дрем. Селаните не го криеа задоволството од помошта, токму овие и столици кои не криеа многи изработи бродски случаи. Рекла, има уште и треба уште доста тоа да се заврши, подкуткуваме дури на духовните изгледани. Се движиме према Плоча. Подобро речено, према Камбана. Дека тешко било 70 толка. Тоа во превод испаѓа некаде околу 95 кг, но пошто било оддалеку донесено, морале да заангажираат дулитка и маски. Чинам на планчето ќе биде забележена и година на неговото производство. Но затоа занимливо е да се каже дека и пред тоа, токму овде, имamo нешто забавено знак, духовен на жителите Селокушни. Тоа е старото железо наречено клепно или чукано. И тоа било работено в старата самоковска ковница. Овај поглед према селото Лукще токму е посочен открит зон. Се разбира, токму овде се најдуваат и вечните жители на селото Плоча.
До пред 10 минути во дрвен сандак, а сега на момина снага. Ова е носијата на Лепорсава Карафиловска, но не е преку собственото тело, туку. Имаме право само да ја гледаме Маријана и да замислуваме како папа Лепорсава изгледала пред 60 години. Маријана у долгот историја навината носија. Селото Лупшток не е жетварски крај и пошто не наидовме на една песна жетварска, не беше доцна, ниту пак бевме прилика евентуално да чекаме празник и да исцрпиме вредности што се својствени на подневи. Но затоа пак Рада Здравеска беше затекната во својата кујна како Меси селска безболеча. Ние месиме лед за 3 до 4 дена. Еве еден готов производ на домаќинката Рада. Другите повеќе чекаат на ред. Нема место во топлата режна за сите. Всушност и онака им е потребно време за да скисне. Многу добар производ. Рада Здравеска всушност е мајка на нашиот водач Дејан Здравески. Екипата на радио и телевизија Морис токму во овој дом беше послужена и извежена со кафе во една домашна. Дрвата како да представуваат гладен живот на енергија во секое селско домаќинство во Лупшток. Еве тоа го потврди и дворот на семејството Здравески. Допри ти песно, горе во растеш, пенче и зркли, могилец, допри тажево, горе,
Само Ковдову, Белица, Инče, Брезница, Dunje, Rusijac i Slatine, Delić i Dopri do site 53 porečki sela, letni ti pesmovi sekade tamo, kaj što starci ostanali samo. Dadi im nadež, volje za život, kaže im pesmu, pozdravim braćam, no partija sam i sakal doma da se vraćam. Slični pesmi isperni mi, ponovi asfaltan park, nekada li gospel, srednje padle sa vratima po lupšte, no ne gledam toliko poetski izrazi, kako pesma gleda nauku pod gospodinom Mileju Manosurom. Ovo napuštivne se od lupšte, nemnogu optimizam.